Здраво живо, поздрав од ресторан Ексклузив, емисија број 224. Емисију за Куманово ќе го отвору на еден друг не малку интересантен начин. Мене ми е големо задоволство и част што еве и с вас моја публика, мои гледачи ќе го споделам информација. Како што знаете, покрај иницијативу 50 млади луѓе поредени у Кочани, у разговор с председника на општину на Чајетино Милана Стаматовиќа и директор на туристичка организација на Златибор Владимир Живановиќ, прифатива го моја идеја да 50 деца повредени отидев на 10 дена на рехабилитацијски одмор. Стварно еден извареден гест и од срце им пуно фала. Јас се захвалувам у моје име и у име на сите граѓани на Куманово и Република Македонија, што покажава едну голему доблест, едну голему хуманост во овој тешко ситуација и надамо се дека тие 50 млади луѓе кои ќе отиде у Златибор, ќе се врати уште још поздрави, повесели и ја им посакувам да се успешно проведев тамо. Оваа акција почиња да се реализира у нареден период и све ќе помине у најдобар ред. Још еден пут голема фала на туристичка организација Златибор, која уедно е спонзор на нашу емисија. Postoji mesto gde se tradicija čuva. Ovde svi mirisi, ukusi i slike podsjećaju na davna vremena iz priča naših roditelja. To je mesto na kome se budućnost stvara pred našim očima, ne prestaje da niče i da se menja. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, čuvajući one vrednosti koje ga čine posebnim. To je mesto gde telo i postižu harmoniju, gde možete da se posvetite sebi i nađete unutrašnji mir. A svaki pedalj puta vodi do novih doživljaja i avantura. Ovde svako može da nađe svoj kutak, bez obzira da li je to urbana svakodnevica ili pogled na nepregledno zelenilo, šume, pašnjake i netaknutu prirodu koja zove na istraživanje. Ovo je mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Na kojoj god da ste strani, uvek ćete biti na korak od onoga što vam treba. I još bliže onima koje volite, okupljeni u zajedničkim trenucima koji se pamte zauvek. Dobrodošli na mesto na kome se stvaraju nove uspomene. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. А у денешњој нашoj емисија имамо нового соговорника. Надам се дека ќе го задржиме вашу пажњу, а наши ваш гост е Милован Трајковиќ, човек кога надимак, фамилијарен надимак ги е Буза. Да. Миловане, здраво, фала што дојде во емисију. Пе на почеток би те прашаја, сви у Куманово луѓе кои живи, имав надимци, прекари, како викав, сакаја би тебе те прашам од куде те надимак Буза? Прво, фала на покану да гостую вашу емисију, која е многу гледана меѓу гледачи на Куманово и пошироко. Па ми у Куманово, па и ми од Стара Новогоричани, сви, ако немаш некој надимак, не може да те најде, да те познава. Jer Миловановци има повише, чак и с исто и презиме, јас да познавам троица. Па понекад и пошта знае да залута с погрешно да се биде доставена. Али ово е фамилиарно име, така да цела фамилија ga носите и прекареште од дедо ми Наска и... Сакате да кажеш сега, например, у некој локација, дали у Куманово, што га Стара Новогоричани,
има Јован Јовановиќ пример. Да. И сега ти кога ќе кажеш Јован Јовановиќ, луѓе не можеш да најдем. А кога ќе кажеш по надимак, луѓе Обавезно ќе се пронајде. Да. Мако за твое детство, еви вас да те прашам на почеток на емисију, да ми кажеш тасо ти каде си роден и кој година? Јас се роден на 1958 година, в Старо Нагоричане. У едно полуселско семејство, помалци и работничко, татко ми беше исто и запослен, али се бавевме и со земјоделие. Татко ми беше запослен во Народен музеј и беше одговорен за прием на туристи од Црква Свети Ѓорги. Добро. Он го одржаваше. А мајка што е работала? Мајка ми е бил домакис. Да. И имале смо едно, да кажу, убаво детинство. Иначе, ја сам четврто дете у фамилија, после 3 сестри, јас сам прво мушко. Еве сега да ги спомниме на почеток, Милован, извини, днеска забрави реч, да ги спомниме сви 3 сестри, како се вика они? Па најстара е Евица, она е машински техничар, сега пензионер, у Железаро е работала. Добро. Живи у Ѓорче Петров. Средња сестра Савица, она е просветен работник, заврши педагошку академија у Скопје. Сплетна околности, она се одаде у Србију, и таму заснува семејство и денес таму живи као Колку време живи таму, она? Па она живи 40 години. 40 години, да, има сина 35 години, војно лице, ќерка, дипломиран економист. А у кој град у Србија живи? Ражен, тој е 50 км од Ниш према Белград. Тоа е мало место, е веројатно. Мало место е, вика ga Мечка покрај сам автобус. Да. Тој увек има снег преку зимата. Увек. Тој мако на поисоко ли е? Па така е терен. Така, добро. А треќа сестра? Треќа сестра е, она е најмала, она е 53 години родена, 1953. Она е се бавила с музику, исто е пензионер, завршила е кариера као у оперски хор у Скопје. Скопско опера, па. Скопско. Да. И она живи у Скопје. Ево овој прилика да ги поздравиме сви 3 сестри. Ти ќе го пратиш на твој сестра у Србија да го гледа брата на емисија, пошто оваа емисија ги ставиме ми на YouTube и ги може да ги гледа свак, достапно. Да. Ајде да се вратиме малку на детство. Сви команоци кога починаат да збори за детство, вика дека детство е еден од најбови моменти во живот, али сакај те прашам, еве татко ти што викаш, интересантно, он работае у музеј и путувае веројатно Куманово на Не е путувае. Не. Црква Свети Ѓорѓи у Старо Нагоричане. Тој Да, е значи комшила тој кој бија поише лоциран, да. Тој е задужен за одржавање и прием на туристи таму. Продавае улазници и таква работа. И татко ко татко и мајка, они се сви луѓе мучили у тој време да ги изведе деца на пут. Знаеме дека у село живот не е биелак, мора да се работи, земјоделие. Па еве да ни кажеш неколку први моменти, карактеристики за твојот татко и за твојата татко и за твоја мајка. Па, они се трудили да сви 4 деца ги изведат на пут. И сви мои сестри су, пошто релативно постаре некој години од мене, су морале нормално да работи заедно со нива како слободно време. Што се за мене од наса, јас сам бија малце као галеник, пошто после 3 женски, јас сам најмало мушко вие и су ме чувале сви. А ако гледаме и пошироко, пошто у тој време се е исто фамилиарно се живело у едну куќу и с татко ми и чича ми. Исто и они имаја 2 ќерке и вие 3 мои сестри директно, 5 женски, ја прво мушко. После се роди Часлав година дена после мене, така да не су не многу оптретувале, разбираш, као. И таква работа, али без обзира, кога си таму, тој амбиент, дојде време кога нешто мора и да работиш, таква работа. Сега да кажа, дека татко ви се буквално мучија од сабаја до вечер да работа тоа е било, да. Тешко е било, не е било лако. Тешко, али што да кажу. Не е имало стресови таква работа, знае се тој. Да, не е имало нервоза. Нервоза и таква работа.
А мајка како мајка домаќица домаќица. направи убав Да, ручек. да. По што го ти памтиш мајко тебе, што ви е правила најбо едини? Најбој зелјаник и баници ги го направили леп од фурњу. Да. Тој Убаво. кога ги го направи, тој мирише цела малава. Да. Има со фурњу, да кажеме, покрај куќу. Тој се пекли прасци, јаганци, по потреби, таква работа. Еме тебе ќе те прашам, веќина мои соговорници кажуваат дека си имале свак по некој славу. Дали ваша фамилија Трајковиќ имала куќну славу? Имала и има куќну славу. Слава е Петковдан. 26 октомбар. 27 октомбар. У тој време се е славило по 3 дана. И селска слава е Ѓурѓевдан, 6 мај. А селска слава е Петковдан. И ден данас јас се наследија тој славу и си имам гостите. Еден со сви обичаи и третмани што треба за славу. Да. Да, кажува луѓе дека тој време 3 дена вика дојдеве едни гости, па други, па трети, куќа пуна. Слава се стварно безпрекорно терала. Па добро, сега додеше ја модерни времења, мал се и, како да кажам, ја ги редуцира 3 дена на еден ден. Jer сега си имаш телефони, па ги координираш и гости. Да. Jer и млад нараштај, примерно и Сидми има свое друштво, така да у исто време сви не може да се пречекав. Али после гости иде прави, Да. доколе 9 сат се расчисти терен на вечер, после иде друга постава с попнат кадар и до најде ги прада. И ден денеска имате ви куќну славу вашу така. Да. Кој си е значи убаво наследена традиција и се. Тачно, да. У цело живот знаеме какав е бие да не се многу зборимо, али според сведоштва на луѓе многу имало снег тоа време. И мало е снег. Ја се сеќам дека снег преко метар у наш двор е било. Да. Преко метар. Али меѓу време се толку измени климата кој да е некој година чак и немамо ни снег. Да. Као лари, да. Чудна работа, тоа е еден феномен. Jer ako знаете Старо Нагоричање чешма, па горе имамо рити, Да. свиде према Никулјан. Од цел рит са санке, доле сме се спуштавали на снег, на санкање. Горе према школу исто имаше доста снег. Скијање е било таму. Првие сме си самоправски скије и покушаваш да скиеш и таква работа. И тоа вика снег ќе падне трае по месец дана, не се топи. Абе, права зима. што Права е, зима, да. И температура Почиња минус. зима с негде со свињоколј почињамо, тој традиционално Да. се колја ранени со свиња. Тој цел комшилак е на окуп и за мерак. Да. Колку е надморска висина Старо Нагоричање или Младост, не знам тачно да ни кажете. Па ја мислам дека не сум сигурен, али околу 200-250 метара. Значи не е повисоко, не. Не. Добро, али убаво чисто е, не е загадено, Па нема. чисто не е загадено. нема фабрики, нема. И ден денес ке рекам чињина те потези чиста. И добар дел од детисто смо ga провеле на реку Пчињу. Тој смо сам и ја и мои другари да училе да пливамо, да фаќамо риби, да се дружиме. Сега така мој да битен поток да ни кажеш, Миловане. Ти кад си раснега како дете, колку куќи имало тега у Нагоричање? 350 куќе по број. По број. Да. Где ти е ташно било куќе сега? Јас сам воздушна линија одмак до општина. 20 метра. Општина е општина, лево да. од пут, јас сам десно, 20 метра пред општина. Да. Значи, и ден денеска си таму. Да. Убаво е таму, мислим, природа и воздух. Па и... ја ви кажу поштено, не мога да се навикнам на градски живот, покушавам, а не иде. Кад требаше после мене да оставу нешто траг од моју работу, ја направи куќа таму. Модерна куќа со сви тие, да кажу, проектни решенија кои што треба да биде. Таму си се супругу си живиш. Да, плюс куќу наследи од старо татка ми, кој го реновира комплетно. Така да јас се користимо и едно и друго. Чекам само да дојде снашка и здраво дојдење. Идемо далje, да. И у склоп на куќа имаш веројатно домаќу производњу, партизан, пиперко, нешто. Нешто мало оранжерчето и удворнијето и жена се занимава на истија работа. Јас сам поише за прием на комшија, на кафе, на ракија и таква да, работа. па мора да има дружба, без дружба нема ништо, да.
Е, сега да почнемо, ово е исто историја, битни моменти на свакога гост во емисија да каже за почетци основна школа. Овој се моменти кад си ти бие у школу, еве го прва фотографија, може ти да ги кажуваш еден по еден. Ово е Која ти била учителка? Иванка Јанкова. Еве тебе ќе те Она е прашам, била учителка, што може да не кажеш, Миловане, за твоја учителка? строга, По што го памтиш ти? по строготи и по праведност. С нас ја учила и њојна ќерка генерација бие, али кад направи смо белју, сви добијамо казна. И она, и ми, тако ми работа. Казна е била Чутек. мотка, прут. Да. Мора се слуша. Да. Од тој генерација искочише доста учени луѓе, да кажемо. И кои имамо и доктори, правници, инженери. Така да е имало некој ред у образование. Кој се вдека на слика, ако може да ни кажеш некога? Па, Кога памтиш ова? одека сам ја. Па тој е Љубе Јовановиќ, машински инженер у металски завод ја работае. Ево Стојка, Милован Станковиќ, Живка Јовановиќ. Сак сви не може да ги познам, Добро. пошто су... Да. Ali evo, ova slika je dosta interesantna. Ovo je vjerojatno vaš dvor u Ој е kući. двор тамо, јас сам одека ово е Чичо брат ми Часлав, да. Da. Čale. Чале, да. Sa Čaleta ste nerazdelni. Па ми смо раснали у исти двор с Да, години да. и години, па да. Чак и студирал смо заедно на исти факултет. Па и Evo, gledamo neka garderobu, skromna garderoba, nekoj patičinja, pantalonke, bluziće i to je bilo. Да. Evo, ovo je već malo povisok klas. Ово е вајда пето оделение, пошто е наставничка која е сликана с нас ни предаваше француски. Верица Арсиќ. Da. И тој смо таа генерација, еве га исто, Љубе Јовановиќ, јас сам туја, чини ми се, Живко Јовановиќ и ред други. Sa slikujte kontaktirate li? Да, и дружимо се денес, да, и с... Da. Sad kad te prašam, spomnao Оживи се učitelj, го Рајко Кучуда. aha, učiteljka Ivanka i ovaj nastavnik što je bija klasan, oni putovali su u Kumanovo ili tu se Ne. živjeli? Тој време сви наследници седеле таму. Tamo se živjeli, znači tako je bilo. Да. И наставен кадар е била таква пракса да покрај обавезе у школу, они су биле главни за организација на живот у село, односно на културно-забавен, спортски дел, приредбе и слично леги. Da. Само да кажам дека у тој мој детинство до средњу школу имало е доста активности у Старо Добришане. Прво, 63 година веќе наставник Бранко Ѓорѓевик има учествувано у формирање на фудбалски клуб Козје, кој до денес е активен. Далje, многу јак професор Стошиć, Добриове. Da, pokojni Dobrovo je Добриове. izvaredan čovjek. Да, извареден човек, извареден педагог. Da. Он е с мој мија куќен пријател. И само еден пример ќе ви кажам дека на крај на учебна година прашуваме дали сме задоволни од оценки, што ги оставија. Ја имаше 4, мене ме прашува, викам не сум задоволен, мислам дека треба да имам 5. Он вика, тој ти мислиш. Иако кој ти пријател, нема Да. попушто да ги. Ali harizmatičan čovjek je bio. Да. I tako Епа, uvek од je... njega потегнаше многу акcije после, jer i on živеше tamo familijarno sa njegovim Da. deca i ovoj, i Brana Đorđije sa familijom, i njini supruge su prosvetni работници. Преко njima појде и тој у тој време братимување на Старо Добричане с Гајдобру, тоа е село у Бачку Паланку горе.
изнајде се некоја учителка која своевремено работала у нашу школу. И по тој линiju, прво школе се збратимише, па после местне заеднице, каде што имаше разбира на културно-уметнички друштва. Они гостуе со кои нас ми ги чекасмо, ми иде смо тамо и таква работа. Има една слика некој, тој например оваа слика е тај што Ова е. Тоа е на пропутување, која година е? 76. 76-та, да. Еве го. 76-та, јас сам бија 76-ту у гимназија. Да. Али цел автобус идемо ми за туристички преко Белград у Бачко Паланко гајдот. С фолклорну секција Али и тоа ми е свети работи. интересантно што викаш 350 куќе, тоа е доста многу народ е имало у Негоричане и веројатно Погледнете ги слики од прво делиници, колку ученици имало. Колку ученици. Преко 35 има чини ми се тоа. 40 И ученика. интересантна работа е што сви су се луѓе таму дружиле, поштовале, Да. имало е уземно разбирање. Па мислу дека нема ден да не отиде ден куде комшију, друг куде комшију. Да, испомоќ е мало за било кој поголемо работа при примерно вршитбе, при некој ако треба нешто се гради да се помага и таква работа. Еве, ова се веројатно другари твои. Ова исто од основна школу, Кој се вдека на слика? одега сам у средину ја, ова е мислу Боре Петковиќ, Љубе Јовановиќ, Зоран Дејковиќ покојан и Живко Јовановиќ. Да. Тоа сте биле другари од десно прави. Од мало. Од тој круг, па да. Ова ти е ужа фамилија. Ти што кажа, тој треба се спомне. Тој сам ја и братучет Мичаслав, мои 3 сестри, други 2 братучетки сестри на Часлава, Да. значи деца од 2 брата, и други, још 2 женски има туе, комшики ни су, не ми текнуи да ме А работа. началите сестра ни тули жив или Началната сестра постара живи у Немачку. а таму целена? Таму дадена за у Немачку и фамилија си има таму. Помала сестра покојна е пред година дена. Она дека е живеела. Работеше у Монопол. Кажи ми, основна школа која што сте ишле, било ли те далеко од куќу? Не, 200 метра. Значи не е било далеко. Прво се ише од тој постару школу која е сега реновирана. Таа школа е правена уште за Краљевна Југославија. Она се вика Светозар Марковиќ. Сезар Марковиќ. Па негде 70 години се направише една школа, jer имаше пуно деца. Куде што е сега фудбалско игралиште. Тој се преселива, мислу, у трети разред, трети оделение. А први две учиме у стару школу. Ај се кажу ни како деца што сте највише играле. Većinom ljudi kažu kad su rasnali u to vreme topka, dželik, klenza, vojska, Pa lopovi, bilo je žandari. dželit, normalno, ali najviše fudbal. Igraje se tu je pred... Da. Pred U dvor. školu imaš igralište, pa Da. Имаше игралиште и тоа е нон-стоп. После тоа имаше пооднаставо да кажемо, каде што е полициска станица имаше одбојкашково игралиште и одбојка се играш. Aha. И не можеш да дојдеш на ред да играш. А мал фудбал е атракција. Da. Да, I da kažemo da kad i je futbol nije imalo govi, nego kamenja se turi. Па добро, има смо ми стативе покретне Да. дрвени и Спору камења кој се не било има, па да. да. И има смо пошто има смо организирано и фудбалски клуб, така да се и тренираше помалци и таква работа. Da. Evo, ovo kad ste bili na ekskurziju, ti... Тоа е екскурзија од основна Веројатно школа. Маврово е било. Маврово, да. Тоа е Маврово, целата и генерација. Таму е. По име, исти тие луѓе горе Исти луѓе, да. да. A da ne zapravo te prašam, do vašu kuću u Negoričine, koji su tu bile prvi komšije? Ako se sjećaš da gi spomenemo Како ovoj не priliku. seđam, Живко Петковиќ, Симоновиќи, фамилиарно ги викамо Жабари, Гаджорси. Живко куди je работајал? Кој? Živko, kod je работајал? Земјоделци ми. Да. A Simonovići? Симоновиќи исто су биле земјоделци. Znači tu su si oni bile тој celo су, vreme. Да.
Чича ми е работа у медицински центар Душан. И што тога чисто се имају не покоја још порано бија, до тога не се сеќам ја. Така и да, Ево е исто многу интересантна слика, некое дете малецко. тој едно дете беше туе Комшиче ли е да, тој? и ми ја и часлав, испадна да се сликамо и што слика се чува случајно још. Па да, тега не се луѓе многу сликале, неш. Да. Што уловиш, што е? Во ствари тој е син на едnog електричара Стеву, кој живи у Рајко куќу, Горан се викаше. А тој кој е наш поише живе со они, и пошто имаше и испостава на светлину Старо Ногоричане. Да, тој е. Као некоја филијала, да. Да. Еве кад си биев дека млад, Тој е исто до основна школа, дали е Маврово, дали е Власиско езеро. да, има и Власиско езеро исто многу убаво место. Да. И тамо со него деле. Еве исто ова е нова фотографија. Па, тоа сам ја, татко ми, стрина ми, чича ми и Часлав. Кад сум имал колку 2-3 години може. Тоа е 61-2 година. Е, сега да кажеме дека традиција е било у свако семејство порано и куде вас веројатно, кад ќе дојде татко од работа или овој, на ручек мора сви да се настал. Не Да. скиташ да се прибереш дома, да. Кад се сеќам на родители како нешто најубаво, најсвето, некој вика татко ми бие постап, некој вика мајка ми. У твоја ситуација, кој е што се вика бие построк? Татко ми. Пошто го памтиш ти татка тебе се после толку време? Поќе бија многу дружелюбив с народ. И кој нас и увек имало некои си пријатели на гости, на кафе, на муабет, на ракију и така. Се кај комуникација с народ? Да, доста би бија комуникатива, па да. Дуго години бие и председник на место заедницу и бие општествено политички активен у тој време. Така да многу збиднување се прошле низ наша куќа. Не знае татко да викне некад, па ако треба и чутек. Па не чутек поише од мајка ми сам добија. Па и тоа е било воспитна мерка. Ако они вика сега, тоа е многу било строго за останато, меѓутоа има си тој тежину. Jer родители ако не, што вика кому се зарže, нема Ама дисциплина. ја ќе си признам за мене, да кажу, случајно се сеќам и на временски период каде е било. Валја сам бие 6-7 оделение, неделју дана пред Ѓурѓедан, јас си отиду у Реку. Без да ги праши родители. Какво прашување? И се задржу цел дан таму. Кад изгладно, так дојде. Али јас забравив дека да се кречи дома, jer иде Ѓурѓедан, треба да се зима прошла, да се дотера, да се помести ствари, а мене ме нема нигде. Так ме задњи пут епала мајка ми се сметлу река. Мора се слуша. Тој е збору по позитивно смисло. Да. За Негоричани друго да ни кажеш еве народ како народ. Веќина ли се бавиле со земјоделие луѓе у тоа време? Гроса земјоделие, едно време имаше чик погон тамо, доста народ се запосли, луѓе се и одомаќинише, бракови, имаше доста млади луѓе, наприше своји куќе и куќнице. Кој година бие пуштен погон на чик? Тоа е било 70 години Па веројатно. 17 години. И многу луѓе, голема бројка имало, да. Голема бројка и селта и крај се запосли прие. И од Младо Ногоричани, и од планински села, од околни. Па тој дугачко време работало се, 10 години сигурно и можда и више. Ја док беше у гимназија работеше уште. Да. Значи до 77 година, тако нешто. Работало е пуно време, да. Луѓе се земувале добри плати и убав стандард Па се бие. плата е битна сега, Плата е мала битна, голема, да, и али редовно нешто се- мора да се живи редовно, па Да, тоа е најважно. После тој, после основну школу, планови иде за Куманово. После основну школу, јас сам се изабра да иду во гимназију, тој беше мене, мерак, Желја. И имаше подршка и од дома, с тим што ми беше запретено. Ако учиш, учи, ако не,
Еве га Чик ќе работиш у Чик, да. Ја избра да У учам гимназија, у гимназија и имам многу мои спомени од тој Значи не си време, имаја другу дилему, Не, строго не се имаја гимназијата дилему е и- била. Гимназија у тој време беше реномирана средња школа с јак просветен кадар, кој што се учеш. Немаше, да кажу, проаѓање тек такој од клас у клас. Да. И може да спомнам некој поише професори кои што стварно се биле луѓе прва лига и педагози и стручњаци и сви тие работи. По моје време беше директор Владо Филиповски, организатор по моја прва лига. Онда Свето Аврамовски, Просе по физичко. по физичко, Легенда. Бизе по хемију, Да. Маркс предаваше исто социологија, што да ви кажам. Сега Милка ни беше по историју и ред други имаше. Милка на Владо жена, да. Да. Тоа се биле изваредни педагози. Изваредни педагози, да. Ми му Дуле по физичко беше Да, Дуле. атлета, што да ви кажам. Да. Задни пут се сретавам с нега, ја се ми знае. Он починаа пред 5-6 Починација, години. ама беше професор на факултет у Штип. Штип, да. Таму ga случајно се сретавам, да. Тоа се биле професори за пример. За пример, да. Еве да покажеме слику од твој клас од гимназију. Овој се ти веројатно Да, многу драги спомени и така. и било би добро да кажеш некои школски другари во прилик. Па овој само да промени Земи го. се слободно на Јас сум научен да гледам као повриско. Овој ни е класна доцка по географија. Ленче, другачка ни. Јосе, агроном, факултет заврши. Агрономију. Мислам дека е овој Вуле Николиќ, он заврши економски факултет. Томе Крстич, Гичевски Драганчо, Сонја Илиевска. Јас се у музеј работеше века. Ете го горе Славица, девојачко Стоколовска, после менја презиме. Ова е Драгиша Мартиновиќ. Ту е и Славе, што беше новинар у радио Кубаново. Славе Трајковски. Славе Трајковски од Покојни. Бетиње, Джаја ga вика сум ми. И Стрика Драган, и он е покојан, кој Да. с мене учија. Драгиша заврши рударски факултет у Штип. Радна кариера беше у Рек Битола и Данденовски у Битола. Таму остана да живи. и многу други. И други ги има тие, да. Накратко неколку збори за твој класно. Прекрасен педагог, што да кажеш. Она не нас чувала како да сме нели деца, што да кажем. И увек сме имали да кажеме, ако куде географија ни предаваше, ако друг клас има некој просек географија одредено оцено, овој клас морае да биде пред нима, бољи од пред друг клас. Да. Терало не е да учимо да али се Гимназија, обидување, да. како што сведочи луѓе, у своја дугогодишна работа е дала плејада на доктори, академици, правници, професори, школа Ја број ти еден и кажам, било. Кад збориме за старо вече се врату малце поназад, сестра ми е завршила педагошка академија. Човек од Старо Нагориче, кој израстајето, заврши филолошки факултет, наследни катедру на Блаже Конески. Да. Ментор му беше Блаже Конески, Живко Цветковски се вика. Сега у пензију, заврши кариера како професор на филолошки факултет. Има и други со знање професори од факултетот тај крај. Памтиш ли, Миловане, некој анекдоту од гимназија која ти останала околу сеќање, кој не може го Како избришиш не? од главу? Уф. Прва година гимназија, игра се утакмица Југославија и Грчка у Грчко. Да. Бајовиќ ga попладне беше утакмица. Ми сви бегамо цел клас. Колективно. Колективно гледamo утакмица. Да, тако е било. И
Таа историска утакмица. 4-2 па Југославија караси да даде гол задни секунди за да се квалификуе на светско првенство или Да, бе, Карасим 90 минути тасно, да. Со играча помоце Бајвеќе ги исклучи црвен картон да доби така нешто. Кога се вратимо назад у школу, заврши утакмица. Знаеш што се деси? Требаше да имам математику. Дојде професор, Трајче Трајковски. И он гледа утакмица. И знаеш што вика? Знам како се сеќате, нема испрашување на руски. Да. Ето, мора да памтиш.
Таа е чувена утакмица легендарна. Да. Така да ви други работи. С гимназија сме ишли на пошувањето во Карпали, куде беше. А за кого се навиваја кој како дете, за Партизан или за Звезда? Од почеток до крај фамилијарно за Партизана. Значи тоа е традиција. Дарански, да. Тоа е традиција. И сам бил Белар да гледам фудбал и таква работа. Да, утакмица незаборавни. С тим што ја еден кикс фамилијарен направено. Син ми е покорен и звездаш и тој мој другари ја научи да навија за Звезда. И ми никаде гледаме заедно спорт, се скараме одмак. Да. Добро, идемо дале, ова слика нова. Ова е слика од студентски дом на соби на студенти у Подгорицу, Титоград. Так бео ми гости таму. Вајда петак, субота, неделја. По некои се работки ми тие студентски центри. Идемо таму. На спортски надпревари. Да, завршија се средњу школу, гимназија и веројатно у тоа време свак млад човек има некој дилему, дали да иде на економски, тоа време, дали на правни, дали овој. Ти си донеја одлуку да идеш на право. Ја не се има. Имаше мала дилема, и за кратко време се тој расчисти. Нешто ми се мотеше во глава ветерина, ама требаше во Белград да се иде. Практично беше неизvodljivo, али тој беше само чисто информативно снимање на терен, али правни факултет си е мој избор бија стабилен. И Сакај сега право како... Да. И ја може да се пофалам дека на факултет се имаја далеко добро проѓу, jer имаше многу јако основ од гимназија. Чак нема да претерам ако полако ми се испити на факултет него гимназија премени. Да. Ево во прилику ми ќе покажемо неколку слики од твои студентски дани. Студентски дани се вика едни од најубави живот и што е нормално стекнеш нови пријатели и нови другари. Да. Ова е на правнијат. У Стругу се одржаваше, мислам. Ми беме домаќини, хотел Изгрев, од сви правни факултети, имаше од Србија, од Црногору, од Босну, таму имаше многу големо дружење. А, и спортски надпревари. Да, ти си бија таму сместен у Скопје. Да, ја 5 години сум био преку викенд доеш, иначе сам ностоп бија А таму. како студент, куде си бија сместен у Скопје, у кој дел? Првите 2 години у автокоманд. Браки. Да. После наредни години у Кузбар у центар. И Значи, супер тој сам ти... прошли, да. Добро, тој ти било близко со автобус, се симнеш, ома... Ба пешки си јазме на факултет, па да. Да. Преко мост, покрај автобус, право таму. А, кои се ти биле, ако си има евентуално колеги кумановци на факултет? Кумановци на факултет имаше повише. Колеги кои се ти биле? Колеги, Лидија Серафимовска, од тој време беше девојачко, на челу ќерка, Серафимовскога, Димчевска после одаве. Звонко Богдан беше тамо, сега адвокат јоште. Жики Стоилковиќ, покојен адвокат. Кои други бесу тие... После мене дојде Жаре Денковски, Да. Антенски Горан, овој дечко од кој нешто работеше во фонд за пио. И други. И други имаше, да. Еве, Љубомир Ѓорѓевиќ беше таму судија Да. со пензија, да. еве слика Милованко да игра коло. Тој е студентски дом, проеку забаву, да. Да. Како сте били организирани како студенти, забави, какви се били, Имаше кој клуб тип? доле, Аха. само организирање. Да. Просторија која стоеше, ако сакавме да доведеме некога да... Примерно, јас сега ви кажа Топурсковско да ни одржи предавање, он беше јак предавач. Или има со просторија за забава, разбирате. Ево овој слика е исто од... Да, тоа е некоја нова година. Ово е у средину со скравато Александар Мирчевски од Кичево. Ово е Јован Ѓорѓевски од Берово, нотар. Мислам дека још работи. Ово е брат на Ацу. Идемо дале подаваме. А
Дали имало кумановци кои се предавали на факултет у Скопје? Ти кога си студент? Како не? Кои себе да ги споменува? Ѓорѓи Маријановиќ, Симеон Гелевски. Да, Симе Гелевски, професор, да. Прекрасен предавач. Ѓорѓи Маријановиќ ќе бија атракција на негови предавања, да. Сада атракција. Кумановски легенда, да. Да. И тоа е било дошли да присуствуваш на предавање на Ѓорѓи Маријановиќ. Да, после Симе би на председник Врховен суд. Да, беше Врховен суд. Предаваше управно право, управно процесно. А сега анекдота, али жива истина робиш. Прв ден на факултет като дојдемо, пречекане као прв контакт с професори Александар Христов. Доаѓен направи факултет Цанко га вика. И кад кажа он, колеги, добре дојавте. Кои колеги ме сега? Да знаете, од сега ви сте правници. Да. И друго кажа, све што вршите услугу да наплаќате. Шалиш или се или не. Да. Али историја ми е Христов. Да, Симе и Ѓорѓи Маријановиќ и други професори су биле... Он е ментор на Гелевскога, Александар Христов. Тој е основач на факултети. Да, големи интелектуалци и пренесови знања кои видно данеска користите. Да. Ево овдека една во вежбали што е... Абе, после прву годину на факултет си идеше на некој предводничку обуку. Тој у Тетово. Да. Потепачи на едно слънце с тие униформу, чижме и пушком италијан 12,5 кила да го мактир да. Али пуцамо имаше стрелиште и сварста. Така е било, закон такав е било. Да. А да не забравате, прашам, матуру кој не славие као гимназијалец? Као гимназијалец, у Кристал. Традиција е било у Кристал. Еве се вратимо па на студентски дани, да видим луѓе колку е било весело расположение. Да, ово е на моје дипломирање е било. Овој забава доле у клуб 53 човека, меѓу кои каде имаш и еднога кинеза на гости, дека. Еве да види луѓе дека и доволјај со странство да студира луѓе. Да, студира со Скопје на економски. До njega е Вуле Стефановиќ, поднат адвокат у Крушевац, иначе роден у Александрова Жупски. Со неја контактираш тако ли? И ден данески, да. Чак съм убио после војско каде ми у Белград, пошто ја као правник у војско ја путуваше често, доста. Из цела Југославија, службено. Да. По судови. Еве ше една слика, ова е убава. Тој е од тие олимписки игре у Дојна ги било те. Такмичење меѓу села, робиш. Да. Прво се имаше општинско такмичење, па кои се најбољи иде на републичко у Дојна. Еве доказ дека си стварно се каја фудбал, може се тренирае се, не знам. Не, само овако е. Али си бија голем љубител на Да, и фудбал. денески тој ми е духовна храна. Еве, една слика. Ово е од куде е овој? Ова е у Подгорицу на студентски игри, па да. На студенти домци, што сме биле од студентски домови. Да. Тоа е у Подгорицу било така. Еве кога спомнува Партизана како навијач, па ќе продолжиме. Кога си го фудбалера највише се каја, кога си гледае како млад човек, и ден денес, кој ти е човек, мисли фудбалер, импресионираја како играч? Па прво Ќурковиќ, голман, Моца Вукотиќ, Бјековиќ. Тие постари. Да. После имаше плејада други, за да и сега реду. Да. Моца Вукотиќ е легенда на Партизанот. Ненад Стојковиќ, Раданови, Завишиќ и Клинчарски ни беше таму Беровац, да. Па и Вујадин после да игра таму направи кариера. Да, Станојковиќ. Да. Еве ова исто од Тој е од Скопје, овој на некој турнир мал фудбал. Другарчиња таму. Олимпијада. Да. Не, Ова е турнири у турнирче Скопје, некој, да. Пардон. А ево тоа е интересантна слика на нова година. Традиција не е имало како сега тие озвучења, него гитара, лагано. Деца се набави пиење. Ево слика. Слика. Ово сте колега, тако ли? Да. Ово е тој дечко горе што е градежен инженер од Драгоманце. Тој с гитаро што е? С гитару. Он едно време работал у Лимарску. Па многу галажачи му даде станал се на Љутин на пушти, отиде за Лондон
и после тој у Лондон за Канаду. Идам денес у Канаду, а Лади купи станов дека вајке ќе изгледа што е туе, валјда ќе се сели туе. Овој дечко доле Исус од прво година се смене Љупчо Мицов. Јас сам побратим на njega у Штип и денес ќе се видуемо, чујуемо и таква работа. Ова е Зоран од Кочани. Задње време адвокат беше, пред беше председник на суд у Кочани. Ова е Демир Хисер, тој девојче. Воле од гостива таму и таква работа. Ова е некоја честитка Трајковиќ Милован. Тој стика се го ја забравија у војску. Не може да прочитам некого. И јас го наши го тој другар ми Благоја од Битула и би го праќа на мене. Да. Ово е у црквен двор, ваму црква Свети Ѓорги, туј ме сликае некој и останала како го спомена пред. Умеѓу време, кога завршуваш факултет, идеш у војску. Па покушаја за послу. Цело време си бил у Суботицу и JNA, така ли? Да, и еден курс имаше од 30 дена у Петроваc на Млаву. Као ватрогасец беше ја таа служба. Што си бил војско? Кој? Противпожарна служба. Противпожарна служба. Јер јас се изнервирав, не можеше да најду работа нека. Без војско сум ми одбил и отиде доброволјац у војни осек, праќај куде има прво слободно место, било што, само да е, ја тој одужим. Прво слободно беше Суботица, одговара. И не сум се погаѓаја, од Суботица многу Убав град е бие јака Суботица. импресија, многу убав град, многу културен народ, екологија, хигиена, што да ти кажу. Која ти е била каса на Миловане, у град или ван Суботица? Ван град, али близко, пут што иде за горе за граница, за Коркор, да. Голема не била касарна или? Голема касарна беше и еден детај ќе ви кажу од тага. Имаше некој као овој вашар на Паличко езеро. И ми као војска практичне да оформиме еден шатор с некои валјда експонати таму да рекламирамо. Да. С многу народ посетено се беше. И такви идеја кад татко и мајка води едно малешко дете, 2-3 годинки, па даму лишче од бомбону, па вратише се да му каже да га стави таму куде што треба. Нареден ден кад се тај работа расформирамисло, собираваме шатор, не имаја никакав отпад, као да ништо не се дешавало, иако е имало можда 20-30 илјади луѓе на потез на Паличко езеро. Култура се чини свој лег. Да, култура. Доаѓаш од JNA и се запослуваш куде? Па так, још док беше таму известишеме дека имаш некои акции преку биро за запослување. Ја беше определено Иско. Тоа е било која година? 85. 85. Година. Нити познавам некоја таму, знам куде е Искра. Отиде. Тега беше Краљо директор, или не? Краљо не беше директор, беше директор Станко Младеновски, али пошто беше у политику, менјаше ga Стојуко Печиновски. Да. Така е. Пред тој избор беше да си јас за таму. И Дали си имаа некој друг понуд за работа или само таму? само таму. И не сум се покајаја, пошто имам многу добри спомени од таму. Прво добар дел од мој пратнички за нас се ga научија таму. Јер за кратко време ја улегна уштос за практично работа. Ја водеше заступање на целу фирму и целу Југославија, пошто Искра имаше работу од, да кажу, Битула до Ново место, ни Србију, Босну, Хрватску, а свуде каде што се работи имаше и проблеми каде што јас сам бар месечно 10 дена бија службено по судови. Каде што имам многу стекнати контакти, квалитетни и добија едно големо искуство од кои што ти биле колеги у Искрите кога си дошол први пат, као правници? Као правници беше... Моме ли е бие? Не, Дилевски Љубиш. Лобе? Лобе. Прекрасен руководиоц. Извареден човек. Извареден човек, руководиоц прекрасен.
Емица Чукчукова, после отиде у Агрокуманово. После дојде овај моме као испомоќен, тој беше друга работа. Значи, тај сте били Али екипа. прв ден кад доаѓам ја на работу, неге сад време пред крај на радно време, нити знам некоја таму, нити познавам састарак куде Љубиша Дилевскоја. Сви тефтери у руки, куде njega u kancelariju. Ti da li ideš me rebaš, što ti je tamo? Što će pod ne znam kakav izveštaj. Събра и он там, къде е тъй нов? Пойте ga долу канцеларiju. Нека дойде. Нека дойде и не ми е горе. Па kad ги е подбраил тие жени, да ги држи лекцiju колко работи или не работи. А ја га сними одмак дека тој го прави сценарио за да види кој е главно. Да, да. Јас нега никаде се имаја проблеми, супер колегијално е било. Да, човек. Да. Еве ќе покажемо некои сведоштва, слике од Искру. Не, Ова тај не е од Искру. Не, Тај не е пардон. од Искру, тај е од Овие. Искру. Да. Тој се жене од книговодство. Трудоваче е било. Трудовачка, Лиле, Димитриевска, овамо, како ги имесу, на Палчу, Лиле друга. Мулјаче да не е бил. Да, блага, бац, да. И тој двор слика по таму. Да. Тоа е нека забава у Искру. Кој се овдека? Овдека е Емица и Зинка, мислам дека финансов директор што Зинка, беше. да. Да. Она после тене Ујапа изгледа. Ујапа отиде. Да. Иначе у Искру знае се патронат 22 децембар, тоа е општо веселба била. Да. Еве га Данчо Орал овдека. Данчо Орал, Овдека тој е, да, други не ги да. познавам. Па ту е тај Лиле, туј сам ја, туј е Данчо, туј е вајда е Емица овдека. И тако. Да, Искра е имала пуно. Овој се... Ово е па исто гитара. Ова е студентски дом, ова е Да. Штипљана с гитару. Да, па се вратимо на... И Томе с гитару. Тој е колеги, да ова сам побратим у Штип. Каде шија се жени, ти си побратим и за дојѓење, да. Еве да покажемо, ово е Шуте мисто дека е. Не. Ова е Бранко Михајловиќ Булича. Аха. А овој друг? Ова е еден молер, се викаш, имаше пријатно фирма за молерај. Како му имаше, забрави му име. Тој ке беше ја општински градоначалник, па njega ста имал овога Бранка за председника на фудбалски клуб. Кој години сте бија градоначалник? Избори 1996 до 2000 година. Да. И тој смо некоја седенка, било некој договор и таква работа. Иначе, Булиджа е покојан пред некој година. Човек кој имаја своевремено највисоки примања у Куманово званични. Бие представник на штампари у графов Лекс од Прешево. Да. Со страшну работу, цел Македонија ги држае. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play.
today. Keep on chasing the sunshine and go out and play. You know, don't wait for tomorrow. Live for today. Just keep on chasing the sunshine and go out and play. Yeah. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play. – 96-то веќе си бе градоначалник. Да. Преку кој партија си бе кандидат? Преку СДС, да. Преку СДС. Да. Кој ти беше против конкурента? Бе? Па имаше Српска партија, Власта Димковиќ, имаше ВМРО, имаше Социјалистичка партија, Бранко Петковски беше пушти еднога, али ја ги И ти победи убедливо. убедливо, да. Ево дека Заха е тој Заха е тој е Белчо, на некој договор тамо Белчо имаше голема помоќ од njega, контакти министерства и сви тие работи. за Унегоричене. За нашу општина тамо ли. Браво. Да. Сега во време на твој мандат што е направено на Горичене? Цекам, мада емисија не е политичка, али еве кратко да ни А кажеш. добро, ја почнав не од нулу, него испод нулу. Прво, мој канцелариски намештај од канцеларија го однесе таму, немаше да се седне. Па едно по едно се смо доведувале у ред. Прво, добигал наследство водовод Пелинце. Ствари, тој су два водоводи Пелинце. Еден е од едну страна на реку, други од другу страна на реку. Кои активности претходно го водеше се ишле преку си за становање, тај папирологија, и кад виде финансија потрошени бар 80%, а дали 50% направено, што да ти кажу, коса ми се дигна. А не се има познавање од тој таква работа, проблематику. Така да скапа се прашувајќи луѓе кои се разбираат во тој работа. Ја јавен до девизу, не е греота да не знаеш, греота е да не прашаш. Така е. Имаше едни изведувачи, односно подизведувачи, гори одгоре, ако не ја контролираш, однесете. Па, ви каза консултација на човека кој се разбира, Маријан од кој наред текло беше, кој се бави за стој, све што е требало да се купи, прво се njega консултира и да ga види дека е донесено тој беше. Па така се плаќа беше. И успеа да заврши работа. Браво. Дале, у тој време, ја немаше некој екип, требаше ми стручњаци. Од наша политичка партија да се нуди за заposlување, никога не сум примија. Прво сум примија секретарку едну, која ќе биде нон-стоп тој ако сам ја отсутен, и едного градежnog инженера со вишу школа. Кој мора да ми парафира таму нешто што е изградено и не е изградено, и кој се разбира од целото работа. И од дале смене школски од гимназија Виде Тасевски. Негде на сликува има сигурно, он е покојан. Фирма Гейнг, чуе си го фирма, но Да, таму видео, работеше. он се оцелил у Австралија, да. И дојде на едногодишниот на гимназија и умре, више дека. Значи, он не... Да. И он имаше тој фирму за
проектну документација, све тие работи, с архитекти, с градински Така е. инженери. И чак тој, да кажем, беше моје представништво у Скопје. И с некои многу ситни финансии, ја успеа да направам проекти кој за сви населени места, за путеви, так, изведбени проекти, на идеи, с градежне дозволе од Министерство за урбанизм. Jer без тие проекти не може да идеш дали. И по идеја работа, направи се доста путевите, Чулопекте, Алгуњате, никој не може да ми ga негира. Успеа да помиру две села, Никулјане и Старо Мишење за воду. Браво. Jer јас не се имаја, кад чуши Никулчани, дека вода ќе се зима од Никулјане за другото, е рад да стане беше. Као на филм да гледаш. Да. Ево сте, драги колеги правници, с кои се... Овие су плејада на правници, и овај слика е та иста. Исто, да. Тој е Милован, мој Младен, пардон. Младен. Тоа е дружење у Прокопчински по повод пензионирање на Билета Поповскова. Да, Судију. судија. Кој што смо ја, мој другар, колега покојен Жика Стоилковиќ, Младен, Теофил Томановиќ, легенда у правосудство за Македонија, и Димко Милејков, академик. Дружење повод дипломирање на овој пензионирање на Милета. И ден денески со овие луѓе смо блиски и се видуваме годишње Браво. до дальнегата. Ево една слика кој што Милован е расположен, кој што Тоа е пое. фамилијарна свадба у Белград. Да. Сестра ми ја даваше керкули или таква работа. Значи, кад беше помладски музичари ме знае сигурно. Да, еве кој даваш пари на музику Ќе ме види су. од задовојство. Да. Така и да. Postoji mesto gde se tradicija čuva, a budućnost stvara pred našim očima. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, pružajući mir i avanturu. Ovde svako može naći svoj kutak, u urbanom ritmu svakodnevice ili netaknutoj prirodi. Mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. Миловане, мора да го привршуваме разговор, сад време пројде. Многу брзо, мене ми беше драго што беше гост. И сега, само на кратко, на крај. Како пензионер, кој ти проваѓа денови? Имаш сина? Имам сина кој настави с адвокатуру. Браво. Јас се убијам ментор, да кажу. Каде мене е тој почнало прво од моју канцеларiju и приправнички стаж и полагај на правосуден испит и, да кажу, и практичен дел. Он настави да работи до дальнега и успешно работи, мислам дека боле работи него јас работа. Да. Имам ќерку, у Чикаго живи. Колку време е таму? Па веќе 13 години е таму, има и државјанство америчко, и она, и зет. И што е најбитно, од 1.1.2015 година сам бинаја по сви канони, прописи делар, виш. И ја му нука таму. Браво. Нека Така живе, да. да. Идемо дале. Да, поздрав за сина и за ќерку, она ќе го гледа емисија у Чикаго, ќе го... Син ми се и беше талент за математико, ја сакаше да иде у техникум, сам си ги избра овој. Сакаше ќерка ми да биде адвокат, ора нечија економија заврши и таква работа. Фала ти што беше гост, ќе дојдемо специјално да те посетимо у Неворичине, Изволте. па да се видимо. Може да ви И- кажам дека имам најбољу ракiju препеченици со сљуб. Браво. Пуно поздрав и посакујте све најболje и ќе се видимо друга Фала, прилика. поздрави за вас, драго ми беше да... Да, толку за денеска поздрав од ресторан Ексклузив и посакујте све најболje.